Доцнењето на говорот е еден исклучително чест проблем изминативе години и очекувано предизвикува огромна загриженост кај родителите. Затоа се советувавме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. И за почеток ги прашуваме: колку често тие се среќаваат со деца кои доцнат со говорот? Одговорот го имате во продолжение. Светски проблем, актуелен проблем, стресен, голем проблем, значи не го засега само детето, него и родителите, и пошироката, и потесната фамилија. Статистиката вели фрапантни податоци, значи денеска веќе на 20 и нешто деца едно дете е со одреден спектар аутизам или заостанување во развојот на говор, и е нешто што треба да се посвети доста внимание, да се земе во предвид дека тие деца утре треба да пораснат и ќе треба да бидат дел од општеството и од системот, кој што треба да смислиме како ќе ги инкорпорираме и како они понатака ќе имаат квалитетен и квантитет на живот. Се позанимававме доста со таа тема изминативе години, можам да кажам дека имаме феноменални резултати и можам да кажам дека ќе имаме уште подобри резултати, затоа што почнуваме да навлегуваме и да сваќаме каде се проблемите и изворите на оваа проблематика. Конкретно, значи, за заостанување во говор, можам да кажам дека огромен процент се коригираат. Кај децата со аутизам и спектар аутизам, тука веќе зависи од возраста, степенот на проблемот, генетски, многу кај некои деца има проблем, кој што не е само аутизам, него веќе има и генетска проблематика, така да тоа е веќе покомплицирана тема. Сигурно се прашувате од што настанува овој проблем кај децата. Нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика го имаат одговорот во продолжение. Кај поголем дел од децата сме забележале дека имаат отстапки на функцијата на цревата. И тоа е многу често. Да не претерам, отприлика околу 80% од децата имаат таква отстапка. Кај голем дел од нив детектирано и појава на кандида при тие биохемиски и лабораториски испитувања. Самата кандида во цревата знае да ги направи по-изиритирани, агресивни, по-хиперактивни. Меѓутоа, тоа се само функции кои што дополнително го влошуваат проблемот со нервниот систем и главно проблемот е реално кај нервниот систем. Таму што е детектирано, вообичаено имаме повеќе различни случаи, меѓутоа вообичаено имаат една зголемена активност на нервниот систем, која што им прави да тој мисловен процес постојано скока од едно и се префрла од едно на друго, на трето, поради што немаат фокус. Дел од децата и реално немаат фокус, меѓутоа еден дел од нив имаат одличен фокус и способност за забележување и меморија. Меѓутоа, таа претерана нервна активност им прави неможност да се фокусираат на едно нешто и да прават едно нешто во тој момент. Да се концентрираат само на едно нешто, да. И тука настануваат, таа општа забуна, да ја кажем. Хиперактивни, напнатост, нервоза, некои од нив имаат и агресија, заради неможноста да зборуваат, се чувствуваат неразбрани, потиснати, одбиваат да соработуваат. Зошто? Затоа што голем дел од тоа што ние тогаш бараме од нив, за нив представува напор. Им е мака, им е тешко, немаат фокус, така да сето тоа што го гледаме од страна како родителите или сите што работиме со тие деца, како ги гледаат и како ги доживуваат, е многу поразлично, затоа што секое дете има оправдание за неговите постапки според она што го гледаме овде, откако ќе измериме функцијата на нервниот систем. Едноставно не им е лесно на тие деца да функционираат со таков нервен систем во такво општество каде што и не можат да се изразат и се бараат многу работи од нив, а тие самите се чувствуваат напнатост, нервоза, имаат покачен кортизол, покачен адреналин, имаат стравови. И како да ви објаснам, некогаш мислиме дека можеби детето не соработува и е разгалено, а всушност стварно вистина има проблем. Доста се сретнува кај тие деца висока интоксикација? Да. И витаминско-минералниот баланс е доста нарушен. Значи тоа е нешто што затоа и многу суплементи помагаат и сите родители дополнително синергистички во целиот процес многу помага и таа тема. Барајќи решение за проблемот, сигурно истражуваме и бараме различни пристапи. Па ги прашавме и нашите стручни соработници кој е нивниот пристап. Одговорот го споделуваме со вас во продолжение. Даваме точни информации за сите тие отстапки и дисфункции што ги мериме кај нас, сите тие органи да се вратат во нормална функција. Даваме информации за регенерација на Центарот за говор,
со што многу побрзо се олеснува процесот на комуникација со средината, изразување, зборување. Кај даваме информација за враќање на нормална функција на црева, на имунолошкиот систем. Спиењето исто така е многу важно да се регулира кај овие дечиња. Значи, пристапот е... Нервниот систем и ендокринолошкиот систем се... И имун систем, да. Да, меѓу кои имуниот систем се главни на кои што се делува и најмногу се фокусираме. Значи, со регенерација и враќање повторно во нормална функција, ние го носиме самото тело во нормала, со што се губат тие симптоми што децата ги имаат, нели? И се појавува и говор, се појавува нормално однесување, смирено, разбрано, желба за дружење, комуникација се јавува. Важна е и возраста. Па ги прашавме нашите соработници на која возраст се забележува најчесто овој проблем. Еве го одговорот. Обично е од втората година, тогаш и фамилијата ги забележува проблемите. Некој малку доснат, може и третата година. Да, на втората година се уште има можеби и рано, за да си признаеме, нели, како родители, секој од нас истото би се справил. Свесни, веќе реално се свесни. Реално работат многу ретко го запоставуваат тој проблем. Многу ретко. Добро, има една категорија кои што го потиснуваат сето тоа додека малку не бидат доцна. Значи има и таква една група. Ово би било, нели, може наменето повеќе за нив, да малку, нели, пообјективно погледнат на проблемот и да побараат решение. Не велам, нели, да го бараат решението овде, него генерално да бидат објективни и свесни. Или ако се сомневаат, на крајот на криштото може да направат диагностика, да, за да видат точно и прецизно што се случува со нивното дете.